сум судела и на финалињата на женското и машкото финале во Париз, кога ете Џоковиќ освои најбитната титула во неговата кариера. Сум судела и на полуфиналињата на Вимболдон, сум делела правда и на многу надпревари од секаков ранг, каде играле најголемите тениски ѕвезди. Прво полагав испит на национално ниво во Македонија, а подоцна за во 2016 година да бидам избрана да полагам во Франција и таму ја добив мојата бела значка која ми ги отвори патиштата на меѓународните турнири. Нема некој најбитен надпревар, сите надпревари се подеднакво битни, бидејќи исто како и ние играчите со професионален пристап настапуваат на мечевите и тие тренираат години и години за да стигнат на некој голем надпревар, да кажем, или турнир и секој турнир е подеднакво значаен за мене. Меѓутоа, еден од настаните кои би ги издвоила се Паралимписките игри во Рио во 2016 година, кои едноставно ми го променија животот. Јас започнав уствари како играч и подоцна да полагам за тениски тренер и работев во Турција 2 години како тренер, меѓутоа после 2011 година едноставно и после надпреварот на US Open се наметна одлуката да судењето ми биде професија. Уствари мојата приказна како судија започна токму на овие терени овде, кога бев дел од линиските суди на надпреварот на Дейвис Куп репрезентацијата на Македонија. И интересно е да напоменам дека еве и јас и татко ми и брат ми бевме на истата утакмица, меѓутоа брат ми продолжи да се занимава како тренер со тенисот, а јас продолжив како судија. Па, кога започнував со судење, едноставно немаше многу девојки кои судат и ми беше голем предизвик да почнам да се занимавам со судење. Меѓутоа, сега тие стереотипи некако се кршат и повеќе ми е мотивација да бидам добар пример за младите генерации девојки да се занимаваат со оваа професија.